Слушате Пелагониска хроника. Радио Пела 96,8 FM. Настани на денот. Општинскиот штаб за заштита и спасување повика граѓаните да се придржуваат кон превентивните мерки за заштита од пожари и почитување на забраната за движење и престој во шуми. Премиерата на театарската представа Ловец во ршта ќе се одржи в сабота. Со оваа представа Прилепскиот ансамбл го заокружува циклусот на театарски представи. Денеска се одбележува споменот на прилепчанката Вера Циривири Трена, убиена од фашистичкиот окупатор 1994 година како борец за слобода. Со месеци праќала пари за болно дете, прилепчанка измамена преку социјалните мрежи за 700.000 денари. По еден месец пауза од денеска повторно сообраќа возот Скопје Прилеп Битола и обратно. Времето денеска сончево со температура до 36 степени Целзиусови. Урбан маркетинг. За внимание, почит и грижа на старите лица, контактирајте не денес на 078 430 140. Home Care Прилеп, агенција за грижа на стари лица. Урбан маркетинг. Со гласовна поддршка во студиото Елизавета Филиповска. Општинскиот штаб за заштита и спасување ги повикува граѓаните да се придржуваат кон превентивните мерки за заштита од пожари и почитување на забраната за движење и престој во шума на лица без претходна дозвола од страна на Национални шуми, подрачна единица Црн Бор Прилеп. Забрането е палење на стрништа, плевели и други растителни отпадоци од сув материјал во ловиштата, пасиштата и на земјоделските површини, односно палењето на отворен оган низ полето, во шума, шумските комплекси и нивната непосредна близина. Целокупната земјоделска механизација и транспортни средства кои што учествуваат во жетвата, комбајни, баличарки, трактори и товарни моторни возила да бидат во потполна техничка исправна состојба, а комбајните да бидат опремени со противпожарна опрема и средства за гасење на пожар. По завршувањето на жетвата, поради постојањето на законската забрана, најстрого е забрането палење на стрништа, да се внимава при употреба на кибрид, запалки, пушење и фрлање на неизгаснати отпушоци и догорчиња. Против сторителите на овие прекршоци од страна на надлежните органи ќе бидат изречени парични казни, глоба како за правни, така и за физички лица, упоменуваат од Општинскиот штаб за заштита и спасување на општина Прилеп. Премиерата на театарската представа Ловец во ршта ќе се одржи в сабота. Денеска се одржа прес-конференција. Со оваа премиера продолжуваме со реализацијата на годишната програма за работа на Центарот за култура Марко Цепенков, поддржана од страна на Министерството за култура и туризам. Од вкупно 5 драмски проекти одобрени за оваа година, ова е третата представа што ја поставуваме на сцената. Тука им предлагам, откога се договоривме со Лидија дека ќе го работиме овој текст, им предлагам на управата да работиме нешто огромно нешто, што во историјата на европскиот театар не е правено, да го направиме и тие ми рекоа одма, важи, супер, одлично, го правиме. Тоа сакам да кажам. И од нивна страна има храброст и една поддршка што е незаменлива. Во ваква ситуација кај што се наоѓаме од околностите, многу е важна поддршката на тие што стојат зад тебе. Тие ти дават волја, елан, сила да го направиш тоа, верба. И заради тоа стигнавме до вакво нешто, грандиозен проект. Денеска се одбележа споменот на прилепчанката Вера Циривири Трена, убиена од фашистичкиот окупатор на денешен ден 1944 година. Вера Циривири Трена не е прогласена за народен херој. Била меѓу првите што се приклучила во Народно-ослободителната војна на Македонија. Таа важела за одличен и добар инструктор со одлични организаторски способности, па поради тоа била постојано праќана на доверливи задачи за да избраќа борци на фронтот. Погодена од полициските агенти во Штип, која гонеле, на денешен ден, 15 јули 1944 година, за да не се предаде жива во раците на непријателот, Вера се самоубила. Во спомен на жената херој, денеска улица од Прилеп го носи незиното име, а некогаш
Тоа име го носеше и основното општинско училиште во село Дебреште, кое сега е преименувано. Прилепчанка измамина преку социјалните мрежи за 700.000 денари, со месеци праќала пари за болно дете. Жена од Прилеп останала без околу 700.000 денари откако била измамена од лице со кое комуницирала преку социјалните мрежи. Според информациите од Министерството за внатрешни работи, прилепчанката во февруари годинава започнала комуникација со лице кое побарало пари под изговор дека му се потребни за лекување на неговото болно дете. Жената поверувала во приказната и во неколку наврати му испратила вкупно околу 700.000 денари. Подоцна сватила дека била измамена и на 14 јули го пријавила случајот во полициската станица во Прилеп. Полицијата презема мерка за целосно расчистување на настанот. Понешто повеќе од 3 недели повторно се враќа редовната железничка линија Скопје-Битола и Битола-Скопје. Железничкиот сообраќај беше во застој поради градежните работи во близина на Прилеп, но и поради градежните работи на потекот Скопје до Зелениково за потребите на проектот Градски воз, кој започна на 22 минатиот месец. Временска прогноза. Времето денеска сончево со температура до 36 степени Целзиусови. Според управата за хидрометеоролошки работи, утрешниот ден нема да се разликува од денешниот. Ќе преовладува облачно време со сончеви периоди и температура до 30 степен Целзиусов. Временска прогноза. Продукција Радио Пела, уредник Гордана Цветановска, техничка реализација Никола Димески. 2026.